И овој четврток на 12 јуни 2025 година, почитувани гледачи, ви посакуваме топло добре дојде во дневникот на КТВ телевизија. А во него детали за актуелните теми со кои го одбележавме и денешниот ден. Следете не. Местната заедница Клиново покрена иницијатива за прогласување на димката Ангелов Габерот за народен херој. Се уште народот во Каваде сака да се ги сочува културно-историски споменици и од тие причини местна заедница Клиново пред 2 месеца така некако покрена иницијатива за прогласување на димката Ангел Габерот како народен херој. И затоа сакам да кажам нешто во врска со тоа. Името димката Ангел Габерот е врежано во свеста на народот од Иквешијата, кои го сметаат за народен херој. Димката Ангело Габерот бил истакнат борец во народно-ослободителната борба против бугарскиот окупатор. Роден е во 1916 година во село Ваташа. Тој бил учител и активист кој се истакнал со својата храброст и лидерски способности. Загинал на 10 јуни 1943 година во борба со бугарската војска кај местноста Клинска леса заедно со соборците Ило Виларов, Пано Мударов и Стојан Крстев. Во војната и покрај неговите заслуги, димката Ангел Габерот не бил прогласен за народен херој, што предизвикало разочарување и прашања меѓу жителите во Тиквешијата. Таткото на Габерот, Тошо Ангелов, во 1966 година дури испратил писмо до тогашниот југословенски лидер Јосип Броз Тито, прашувајќи зошто неговиот син не бил прогласен за народен херој. Според историчарите, причините може да се барат во политичките околности во тоа време, како и во можни пропусти во процесот на делувањето на такво признание. Постапката за прогласување на димката Ангел Габерот за народен херој во сегашни услови во Република Македонија е регулирано со закон за одликување и признание. Го нема тој статус како народен херој, меѓутоа има за посебни заслуги. Орден со заслуги. И ќе ви кажам за постапката како оде со поднесување на иницијатива. Иницијативата треба да биде поднесена од страна на државен орган, локални самоуправи, историско-културни институции, невладини организации или поединци. Во тој дел сакам да спомнам дека местна заедница Клиново, заедно со Сдружение на граѓани Блашница, заедно со останати други здруженија и местна заедница Ваташа, имаме представници од нив тука, ќе ја поднесат ова иницијатива и процедурата на разгледување, поднесување на иницијативата се разгледува од Министерство за одбрана, Министерство за култура, Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда и Министерство за финанси. Значи, треба согласност да добиеме од сите овие 5 министерства. Постапката завршува со одлука на председателот на Република Македонија, кој има право да додели признание со претходно разгледување на сите овие релевантни аспекти. Од тие причини, ние иницијативата ја продолжуваме, ќе собериме согласност од останатите здруженија кои што ги кажав и продолжуваме натаки да се исправе таа неправда што била направена после Втората светска војна, кога не бил прогласен за народен херој. Кампањата 0% корупција, ајде да е вистина, која има за цел да ја зголеми свеста крај граѓаните за важноста на пријавувањето корупција и да ги охрабри да превземат активни чекори во борба против оваа негативна појава, стартуваше денеска. На промоцијата на кампањата беше истакнато дека одржливиот напредок може да се постигне само преку транспарентност, доверба и активно граѓанско учество.
Денес служби на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци работеа на мулчирање на вегетацијата од локалните патишта во бушавијата, а во следниот период ќе се продолжи исто и на останатите патни правци на територијата на општина Кавадарци. ЈП Комуналец Кавадарци во соработка со локалната самоуправа започна со поставување на канализациона линија во должина од 300 метри со диаметар фи 200 во село Марена од интервентната програма на општина Кавадарци. ВМРО ДПМН поддржува една изборна единица, изјави и денеска лидерот на партијата и премиер Христијан Мицкоски. Да имаме една изборна единица поддржуваме, бидејќи на пратеничко прашање, на пратеничка од опозицијата, од Европскиот фронт предводен од ДУИ, беше нападната владата дека не се грижела за диаспората со новиот закон за локална самоуправа, го ускратувала правото. Еве, нема поголемо демократско право од тоа диаспората да учествува во изборен процес. Се разбира во рамките на парламентарните и претседателски избори. Еве, ние сме за тоа да имаме една изборна единица и да може тие да учествуваат во таков еден изборен процес, да немаме трошоци, да немаме повеќе изборни единици, да имаме една и да се влеваат сите практично гласови во една изборна единица и на резидентното население, но и на онаа диаспора која што ќе сака да учествува. Дури отидовме чекор понапред, рековме, до сега се гласало во ДКП-ата, дипломатско-конзуларните представништва, но има држави кои што дозволуваат да се постават гласачки кутии, гласачки места и надвор од ДКП-ата, односно екстериторијални да бидат. Дури рековме и тоа сме за. И за тоа сме за. Така што, еве, ние како ВМРО ДПМН немаме никаков проблем да поддржиме една изборна единица. Како влада продолжуваме со одговорност и транспарентно информирање на состојбите кои што се превземени и активностите од страна на институциите, а кои што се однесуваат на грижата на сите погодени во трагедијата во Кучани, рече на денешната пресконференција владината портпаролка Марија Митева. Сакам да информирам дека телефонската линија која ја објавивме како влада има силен одзив. До овој момент канцеларијата на претседателот на владата има остварено контакт со 109 лица кои што ги имаат дадено предлозите и барањата. Би сакала да ви информирам дека најголем процент од нив се однесуваат на здравствени дополнувања и потреби кои што им се неопходни во овој момент или пак ќе им бидат потребни во периодот кој што следи. Ја користам оваа прилика да ги охрабрам сите останати кои што се чувствуваат засегнати, отворено и без задршка, да го сторат истото. Да се обратат, да споделат, да постават прашања. Секоја информација е важна, секој глас е слушнат од наша страна, зашто ќе следи институционална, но и човечка поддршка. Во однос на Пониква, која ќе биде рехабилитацијски центар, сакам да информирам јавноста дека технички одморалиштето ќе биде завршено со оние минимални корекции до крајот на оваа недела, а оперативниот план е веќе во завршна фаза и засега е заземен став дека ќе се прави рехабилитацијата во групи и истата ќе трае по 2 недели. Институциите се тука, отворени и со јасна цел, да изградиме вистинска слика заснована на факти. Телефонската линија која ја активиравме е само еден од начините на комуникација. Покрај директниот контакт со повредените, кои што го имаат и во болницата, со работната група, но и со Министерството за здравство. Овие чекори за нас не се само административна постапка. Ова е наша обврска. Да го вратиме достоинството на секој човек, без политика, без сензационализам, со вистина и со грижа. Расипничката власт ќе потроши 3 милиони евра за мобилни телефони, додека народот нема за леп, обвинувања од СДСМ. Уште една епизода на расипништво, а здисано трошење на парите на народот и целосна одлепеност на власта од реалноста и реалните проблеми на граѓаните. Само во првите 5 месеци од оваа година и само дел од институциите под капата на власта склучиле договори за мобилна телефонија и интернет во вредност од 2,9 милиони евра. 3 милиони евра, почитувани, пари на граѓаните. Ако се додадат на ова и сумите од сите министерства, МВР агенции и така натаму, бројката е огромна.
Во време кога народот нема за леп, инфлацијата расте и го јаде животниот стандард, во време кога луѓето пресметуваат дали да купат лекови или храна, кога болниците немаат основни средства, пациентите носат завој од дома, нема лекови. Кога родителите во Кочани сами ги лекуваат децата повредени од трагедијата. Додека народот во Македонија страда, власта троши милиони евра за телефони. Малку им се екзотични храни, манго, папаја, малку им се покачени плати на функционерите, сега 3 милиони евра за телефони и тоа на грбот на народот. Колку им е доволно на министрите да се најадат, да се напијат, да зборуваат на скапи телефони и тоа на сметка на граѓаните. Оваа власт дефинитивно не знае за граници. Па за тоа ли ги задолжија граѓаните со 7 милиарди евра? За ова ли да плаќа треба нашиот народ? Секој ден гледаме како ВМРО ДПМН ја користи власта не за да им служи на граѓаните, туку за да се изживува. Народот крпи крај со крај, а функционерите на Мицкоски се луксузираат, па сега уште и со службени телефони. СДСМ бара власта веднаш да се откаже од оваа аздисаност и веднаш да ги намали драстично парите за луксус на функционерите. Парите треба да се пренаменат кај оние на кои им се најпотребни. Не може да нема пари за повисоки плати за народот, не може да нема пари за болници, за градинки, за загинатите и повредените од Кочани, а функционерите да трошат 3 милиони евра за телефони. Владеачката ВМРО ДПМН денеска обвини дека лидерот на СДСМ Венко Филипче добил подарок Ауди Q8 од фирма Тендераш. Филипче добил поклон Ауди Q8 од фирма Тендераш. До кога јавното обвинителство ќе молчи, има ли некој во СДС став или ставот е да се молчи, па ќе помине. Венко Филипче добил луксузно Ауди Q8 од 130.000 евра од фирмата Зобек Майнинг, Тендераш и испорачувач на јаглен на СМ. Кој е мотивот некоја фирма, добитник на тендер за испорака на јаглен, да му купи луксузен джип на Венко Филипче, тогаш носител на листа за пратеници во изборната единица 4? Дали само јавното обвинителство не гледа ништо спорно? Доволно е јавното обвинителство да почне со истражување на мотивот. Зошто Венко Филипче го частеле луксузен джип? Дополнително, се заплеткува што 9 милиони евра од истата фирма која го купила джипот на Филипче завршиле на сметка на фирма Назаев во Петрич, која дели канцеларија со фирмата на Венко Филипче. Како е можно јавното обвинителство да молчи за луксузниот джип на Филипче и за 9 милиони евра префрлени во Бугарија на сметка на Заеви? Венко Филипче не може да избегне да одговори на овие прашања. Народот очекува да ја слушне вистината, а јавното обвинителство мора да отвори постапка. Јавното обвинителство ќе си го подкопа сериозно кредибилитетот ако не отвори постапка за Венко Филипче за случај кој е скица за корупција. На денешната седница на Собранието на дневен ред се најде предлог законот за зголемување на минималната плата на 500 евра, поднесена од пратениците од Левица, согласно барањата на синдикатите. Законот не помина, односно платите нема да се зголемат, бидејќи пратениците од ДПМН и Знам не гласа реагираат денеска преку соопштение од Левица. Згасна 62 млади животи, а власта ги штити вистинските виновници за Кочани, прес конференција на опозиционата СДСМ. Во Кочани изгореа 62 млади животи. Изгореа во дискотека која работела незаконски по односот на институциите. Изгореа во објект кој требало одамна да биде затворен. Изгореа за заклучени врати по наредба на актуелните службеници во Министерството за внатрешни работи. И денес, додека родителите плачат, а државата треба да донесе правда, директните виновници се штитат од истрагата. 3 месеци по трагедијата, нема вина, нема одговорност за оние кои ако делувале вечерта, трагедијата ќе била спречена. Вистинските виновници се уште се на слобода. Началници, инспектори, министри, сите тие кои требало да спречат, се штитат во истрагата. Истрагата се затвора без ниеден обвинет актуелен функционер. Наредбата со која била затворена вратата на дискотеката,
Клучната причина за високата бројка на жртви до ден денес е мистерија. Никој не признава. Никој не потпишал. Никој не знае ништо. И сите зборуваат за се освен за суштината. Кој е одговорен зашто децата не можеа да излезат живи? Оперативниот план на полицијата, наместо да се отвори пред јавноста, е прогласен за тајна. Зошто се крие вистината за одговорноста на полицијата? Додека трагедијата уште боли, се штитат директните виновници. Дејан Салтировски, началник на СВР Штип, човекот кој е дал наредбата, добива политичка заштита од својот поранешен адвокат, сега министер, и од самиот Мицкоски. Драган Петрушев Казак, службеникот што ја спровел наредбата, иако знаел дека е спротивна на процедурите. Кристина Јованова, која дозволила фирма со блокирана сметка да работи на црно, да организира забави за деца. Томо Донев, кој не мрдал со прст, никога било јасно дека се користи пиротехника без дозвола. Фирмата МММ Доел, без дозвола за пиротехника, без овластени лица, работела без проблем. Не само што никој не ја спречил, се отвара сомнеж дека имала политичка заштита. Дали затоа што била блиска до ВМРО ДПМН? Затоа што организирала митинзи за партијата? Не добиваме одговор ниту на ова прашање. Почитувани граѓани, ова е системско злосторство. Кога државата не ги штити децата, туку ги штити оние кои ги загрозиле, тоа веќе не е држава, тоа е режим. Сите гледаме дека одговорноста се бара кај келнери, кај диџеи, кај обезбедување. Кај последните во Синџирот, но обвинителството е слепо за оние над нив. Се бараат виновници од 2012 година наваму, но не и оние кои вечерта можеле да го спречат пожарот. Никој не сака да погледне во вистинските виновници и тоа е трагедија за целиот овој процес. Но народот гледа, родителите паметат и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да молчи. Ова не е политичка пресметка, ова е должност. Ке ја раскажеме вистината за Кочани. Секој ден, секој детал, се додека не падат маските и не се појават сите имиња, и од полициските командни штабови и од владиниот врв. И ова е масовно убиство со државен потпис. И затоа ќе има одговорност. Бараме правда за Кочани. Продолжуваме со спорт. ФК Тиквеш започна со реновирање на играчкиот ростер. Обновени се договорите со 4 играчи од минатата сезона, а се преговара со нови, но и стари квалитетни играчи. Градскиот фудбалски клуб Тиквеш, иако е на пауза, односно на заслужен одмор, активно работи на засилување во играчкиот ростер за следната сезона, во која борбата за опстанокот ќе биде уште потешка. Кавадарчани во финишот на што току завршената сезона избегнаа испаѓање и баражи, но во следната сезона ќе мора да бидат многу посилни, бидејќи од лигата директно ќе испаднат дури 3 екипи, додека 2 ќе играат во баражот. Кавадарчани веќе ги обновија договорите и ја продолжија соработката со Александар Мишов, Даниел Миловановиќ, Мартин Стојанов и Кристијан Стојковски. А во тек се преговори со други фудбалери кои минатата сезона го носеат дресот на Тиквеш. Исто така, Тиквеш почна да работи на квалитетни и искусни засилувања. Според шпекулациите на поедини медиуми, клубот е во преговори со 5 квалитетни фудбалери, од кои 3 би се вратиле од странските ангажмани за да заиграат за Тиквеш. Еден од нив е стоперот Дарко Илиевски, кој настапуваше за Билис, голманот Кристијан Нумовски, кој беше дел од ДПММ, Кристијан Ацковски, кој минатата сезона играше во романскиот Корвинол. Од домашното првенство се преговара со Алберт Диене од Шкупи и Имран Фетаи од испаднатата Беса, кој веќе играше една сезона на позајмица во Тиквеш. Фетаи во меѓувреме потпиша со Шкендија, па останува да видиме колку и другите шпекулации ќе се покажат како вистините.
Сончево и топло, со мала локална облачност, ке дува слаб до умерен, а наместа дожд по Вардарието, повремено засилен ветер од северен правец, температура до 34 степени. Почитувани гледачи, ова беа темите и настаните со кои го одбележавме денешниот ден. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатни мигови со КТВ телевизија.